Наместо се помасовна изградба на згради со викенд станови и апартмани на брегот на Охридското езеро, потребно е да се инвестира во хотелски капацитети, предлагаат од Хотелската асоциација. Според проценките во Охрид и Струга има околу 40.000 викенд станови, од кои поголемиот дел од годината се празни. Во лето пак се преполни со туристи, се издаваат и реиздаваат и на тој начин создаваат сива економија во туризмот. Значи, луѓето секогаш и секаде имаат право да купат станови, но што имаат право да кое е правото и како може да го издаваат тој стан, нели секоја држава има посебни закони. Кај нас едноставно ги немаме тие или ако ги има не се почитувани и се издаваат на трети лица и четврти, да не кажам, нели? И се ствара еден огромен хаос. Големиот број викенд станови во Охрид и Струга креираат масовен туризам во екот на туристичката сезона, но и голем број инфраструктурни проблеми. Значи, мораме да направиме еден стратешки план и кој би бил долгорочен, не да кажеме до година ќе имаме ова или тоа, не, него следните 5 години го правиме тој план и го правиме оваа дестинација да биде самоодржлива и да може да издржи 100.000 гости. Зборуваме со сежители и така натаму кои би немале никаков проблем ни за водоснабдување, нити било какви други проблеми. Голем број од сопствениците ги издаваат викенд становите и апартманите без да се регистрирани за таа дејност, за многу поевтина цена. Гостите остануваат неевидентирани, а не плаќаат ниту туристичка такса.